да ви ги представам гостите во овој последен дебатен појас и темата, да ви информирам дека репортерите на Еден телевизија се наоѓаат и пред кривичниот суд, каде што трае распитот на осомничените во случајот Империја, а и пред Шутка, истражниот затвор Шутка, каде што се очекува дали вечерва екс-премиерот Никола Груевски ќе замени на неиздржување на казна затвор. Тоа значи дека доколку има некакви нови моменти, ние веднаш ќе ги вклучиме репортерите во програмата, имаме линковски врски. Тоа е тоа. Сега темата која ја најавувавме во текот на целиот ден е од што боледува македонското здравство. Ќе можеме ли во наредниве минути да ја дадеме диагнозата, да ја дадат моите гости диагнозата, за да биде определен и лекот. Гости во студиово се министерот за здравство Венко Филипче, директорот на Фондот за здравство Ден Дончев и професорот на Економски факултет Игор Ивановски. Добре дојдовте и добро вечер на сите. Добро вечер. Во изминативе 28 години на функцијата министер за здравство се сменија десетина врвни доктори, врвни стручњаци, хирурзи и Фондот за здравство го раководеа угледни луѓе, нели, по својата професија. Но и после 28 години македонското здравство нешто може да се каже дека не е оправено, туку го мачат и натаму големи проблеми. Сега, за да дојдеме до диагнозата, каде е проблемот? Дали може би политичките партии кои назначуваат министри, директори, па тоа знаете како иде коалиција, па еден од коалицијски партнер по овој ваму се вработува, тоа е едното. Второто, дали се проблем парите, недостаток на пари или лошата распределба? Трето што можам да нафрлам е дали е проблем што овие добри доктори, хирурзи не се покажале како добри менаџери. Затоа што добар доктор не значи добар менаџер, добар директор, ниту министер или добар новинар да биде добар директор. Или има нешто трето, четврто или не знам, еве вака мене овие алтернативи ми дојдаа. Повелете, Филипче. Точно е дека сме соочени со големи проблеми, точно е дека пред очи некако системот ни оди надоле сите овие години и многу е тешко, посебно не за вака кратко време, да ние точно го утврдиме каде е проблемот, да го лоцираме и уште потешко да знаеме како сето тоа да го на некој начин, барем ако ништо друго, почнеме да го консолидираме за да го зајакнеме нашиот здравствен систем и тој конечно да тргне да се развива во еден ефикасен здравствен систем кој што ќе значи добар акцес за пациентите и добар квалитет на здравствена услуга. Нашиот здравствен систем е позициониран така да го контролира Министерството за здравство, го финансира Фондот за здравствено осигурување и ауткомот се мери преку резултатите на пациентите. Меѓутоа фактите и бројките зборуваат и структурата на буџетите зборува дека сето тоа не е една развојна опција. Но ова, вие работите долги години на неврохирургија. Дали вашите обсервации како доктор на оваа клиника сега се поинакви кога седнавте на министерското столче? Секако перспективата е целосно поинаква. Сега имам точен увид во тоа како се одвиваат процесите, како одат текот на финансите, како се алоцираат, како со години наназад биле планирани. Сметам дека тука е еден од суштинските проблеми. Но зборот ми беше, буџетите на јавноздравствените институции не се развојни. Огромен процент од буџетите одат за плати. Над 80 во некои институции, дури и 90% одат за плати за вработените. Не може да очекувате никаков развој, никаков развоен потенцијал, па дури од менаџерите кои што се покажуваат како добри менаџери со толкав мал процент од буџетот со кој што располагаат. Понатаму процентот кој што отпаѓа од бруто домашниот производ, придонесот кој што се плаќа. Сето тоа споредбено со развиените земји е многу мал. И сметам дека ако може на некој начин да се симплифицира одговорот на вашето прашање, една од главните причини е токму тука. Дончев,
Парите се проблем, вие раководите се со Фондот за здравство. Видите, парите... Или каде го гледате? Парите секогаш се проблем во било која сфера, а камоли здравството. И во тој контекст, како што кажа министрот, ние може сме свесни дека Македонија во овој момент одвојува околу 5,5-6% од својот БДП во здравство. Споредбено со просекот во ЕУ земјите, кој е околу 8,5-9%, а некои развиени земји како Германија, Швајцарија и така натаму одвојуваат над 12%. Југословенски републики. Не, но факт е дека значи како целина Хрватска одвојуваме релативно помалку пари во здравството отколку другите земји. И тоа е прашање на одлука, на политичка одлука. Зошто сме дошли до ситуација каде што здравството не е приоритетно? Значи тоа е, но сепак тоа е наследена ситуација. Но јас веројатно алармирате до премиерот, до владата дека но тоа е не може да се смени во рокот една година и е стратешка определба во период од неколку години. Значи да се инвестира повеќе во здравството. Сега зборуваме за ситуацијата која наследивме како нова власт. Вториот момент, прашавте нели за проблемите во здравството. Јас од аспект на Фондот за здравство можам да зборувам повеќе и пред се од оперативен аспект и тука би одвел неколку клучни прашања. Фондот секако е прво и пред се стратешки купувач на услугите од јавните и приватните здравствени установи. И во тој контекст да набројам неколку проблеми. Прво, од 110 јавни здравствени установи што ги имаме, голем број од нив го фактурираат фондот за извршени услуги спрема граѓаните, кои се во значително помал износ од буџетот што фондот им го префрлува. Значи, како што спомна министрот, некои од оперативните трошоци се толку високи што едноставно тие здравствени установи постојат на еден начин сами поради себе, а не примарната цела тоа е да пружат квалитетни услуги кон граѓаните и со тоа да извршуваат повеќе активности, операции, интервенции и така натаму, а со тоа да го фактурираат фондот во поголем износ. Значи тоа е индикатор за неефикасноста во јавните здравствени установи. Вториот момент, претходната влада направи еден крупна грешка, а тоа е дека направи децентрализација и автоном во јавните набавки. Не, во јавните установи. Значи имаме денеска имаме ситуација кога што имаме 114 директори, 114 економски директори, 114 комисии за јавни набавки и да имаш еден децентрализиран модел во земја од 2 милиона граѓани, навистина нема логика. Значи, тука трошиме многу повеќе пари од што можеме да заштедиме доколку отидеме на еден поефикасен модел на набавки. И во тој контекст новата влада и Министерството и фондот веќе размислуваат и предложивме некои решенија пред јавноста. Некои од нив можеби не беа доволно разбрани или недоволно добро презентирани од наша страна, но апсолутно во уверувам дека нема никаква економска логика да земја од 2 милиона народ да е децентрализирана до тој степен во набавките во здравството. Тоа е вториот момент. Добро, има и трет. Има многу повеќе од три моменти, но третиот момент е дека процесите, се зборуваме иако ние пружиме здравствени услуги, но секоја дејност е соочена од три елементарни работи: бизнес процеси, организацијска поставеност и информациони системи. Веќе комбинацијата на тие три овозможува поефикасно работење, а поефикасното работење само по себе е гарант за подобри услуги, а во оваа инстанца зборуваме за подобри и поквалитетни услуги кон нашите корисници, односно осигурениците, односно граѓаните на Република Македонија. Имаме огромни недостатоци и во деловните процеси, организацијската поставеност, како што кажав, и во ерата каде што се повеќе и повеќе апликациите и апликативните решенија го движат светот. Знаеме сега се што може да се направи на еден мобилен телефон. Ве уверувам дека информационите системи со кои располага здравството во Македонија се далеко под ниво што треба да биде. Донче, пред една година правевме интервју за Фокус. Истите работи горе-долу би беа лоцирани. За ова една година не успеавте да потурнете во владата
за промени? Апсолутно. Зашто имам впечаток како целата енергија на договорот од Преспа, реформи во судството. Добро, сега дека имаше уникатни политички моменти и предизвици за нашата држава, тоа е факт, и дека одземаа внимание од други сфери, не само здравството, тоа е факт. Меѓутоа конкретно, ние сакам да ве уверам дека заедно со Министер за здравство веќе одобривме, веќе се изборивме за значителна локација на средства, односно ресурси од буџетот следната година, и ќе започнеме за еден интегриран информационен здравствен систем, кој е проект кој ќе трае од 3 до 5 години. Поголем процент да се префрлат? Не, средства одвоени наменски за интегриран информационен здравствен систем, а ве уверувам дека ако правилно го изведеме тоа ќе постави темелите на модерно здравство за 21 век. Значи не е дека не работиме на случајот. А Ивановски, како професор на економски, има ли економска логика во функционирањето на јавното здравство? Да, можем да се надоврзам на оно што го кажа господинот Дончев, но мислам дека колку и да се трудиме да одговориме на вашето прашање, а само во рок од 45 минути тоа е невозможно, не постои една унифицирана или заокружена диагноза за систем кој што ако прашате или се вратите назад е 28 години во реформа. Само по себе, кога некој систем 28 години се реформира и се уште во фаза на реформа, има сериозен проблем. А не е реформиран? Не, тој е еден од најдепласираните зборови во македонското општество е реформа. И јас затоа не би говорил за реформа, бидејќи мислам дека во овој период ни се потребни конкретни, точно одмерени оперативни акциони планови и за дефинитивно интервенции во здравствениот систем, во начинот на финансирање, но и во здравствените политики, за да можат иоле некои добро започнати работи да се продолжат, а некои кои што се увиделе дека не функционираат да се коригираат. Што е добро што сметате дека е почнато? Видете, да немаме време за хронологија, но имаме неколку фази или клучни критични моменти кои што се, да речеме, формирањето на фондот за здравствено осигурување како централна точка за купувањето на услугите, воведувањето на DRG или на ДСГ во превод системот кој што не е до крај ефективен и не ги дава резултатите, или едноставно добар дел од ефективните механизми кои што постојат во помалку или повеќе успешните западни системи здравствени се преведени во македонскиот здравствен систем, но тие не ги даваат до крај реформите очекуваните резултати, бидејќи кога се говори за здравствениот систем, впрочем како дел од еден поширок социјален систем, тука и пензиското осигурување, здравственото осигурување, во континуитет ние немаме долгорочност, ние немаме инклузија, ние немаме кохезивност или ориентираност на еден вид на диалог кој што ќе резултира со донесена одлука, правец и спроведување. Знаете, имаме некоја цик-цак линија осцилации да се почне, па да се вратиме, па да се почнува повторно од почеток, и заради тоа говориме за 28 години реформи. Но тука имаме повеќе сликање на сечење ленти, пуштање клиники, отколку наместо бескрајни или бесконечни реформи, нас ни треба затоа велам осмислени политики и потези. Дали сметате дека треба порадикални резови или постапно? Тоа не е прашање на избор, бидејќи ако крајната цел е да имаме одржлив и здравствен систем кој што ќе ги задоволува потребите на популацијата, тогаш некои политики и одлуки мора да бидат радикални. Патем речено, да ви одговорам и децидно на вашето прашање, нема држава во светот во која што разликата помеѓу приходите и расходите за здравство не е постоечка, односно дефицитите на здравствените, на фондовите или на концептот на трошење на пари во здравството постои во секоја држава, дури во најразвиените. И тоа не е проблем, тоа не е спорно. И тие државци ќе растат. И заради демографските фактори, многу помалку луѓе се раѓаат, концепт на долговечност или тој феномен ќе продолжи да го зголемува очекуваното траење на живот на населението, односно на пациентите во превод на здравствениот систем, што ќе ја зголемува потребата од дополнителни трошоци. Но, ако своевремено парите биле проблем на почетокот, мислам дека сега клучната парадигма во секој поефективен или ефикасен здравствен систем треба да се фокусира на алокацијата на приходите, односно на трансферите преку расходите, отколку на концептот на рационализација. Идете ке нас, секој пат се тргнува тоа дека нема пари и мора да се штеди. По мене тоа е погрешен пристап. Вие не можете во здравствен систем само по себе да штедите. Нас ни треба концепт на алокација, вистинска, или концепт на ефикасност и ефективност на политиките, а не запазување на некои стари или надминати веќе парадигми или концепти кои што се од економски план надминати, но
времето едноставно не ги прифаќа. И она што и го кажа господинот Дончев, македонските трошоци како процент од бруто домашниот производ и не се пониски во однос на развиените држави. Во контекст на мојата теза и заклучок. Во денешно време тие расходи треба да се зголемуваат. Тие не може да се зголемат со впомпување во овој систем. Ако впумпате сега 1 милиарда евра, нема да се знае како ќе се потрошат и нема да бидат вистински на добар начин потрошени. Значи мора да биде паралелен тој процес, да се зголемуваат средствата кои што во здравството ќе се впомпуваат преку двата момента. Едно е Министерството за здравство, кое што е носител на капиталните инвестиции, и број 2, делумно реконфигурирање или подобрување на системот преку Фондот за здравство, кој што може тоа да го менаџира преку генерирањето на цените референтни на ДСГ услугите, на реконфигурирање на фокусот. Например, според мене тука би завршил за да поупатените во праксата може да дадат и дополнителни констатации. Например, кај нас кога ќе се збори за здравство, секогаш се смета на терцијарното здравство. Тоа е клинички центар и сите очи се вперени таму. Видете, тоа е последната инстанца. Во развиените здравствени системи најмногу инвестиции, дали директни, капитални, владени, државни, дали преку концептот на јавно-приватно партнерство. Ако сакате и приватни, бидејќи Македонија сега од порано почна да гради интегриран систем, здравствен систем, не паралелен, јавно, односно приватно здравство. Се фокусира во примарната здравствена заштита, во превентивата и до некаде во секундарното, за да се спречи да се генерира трошоци на крај во терцијарното здравство. Тоа е правилен пристап, каде што на долг рок вие ќе ги намалите трошоците, но не преку вештачко намалување и рационализација, штедење, бидејќи тоа ги намалува услугите, го намалува квалитетот, или пак непродуктивно се користат трошоците. На крај, вкупните промени, затоа не велам реформи, во здравствениот систем мора да бидат комплементарни и со реформи или со интервенциите во пензискиот систем и во вкупниот концепт на даночни интервенции, која што сега се случува, бидејќи на крај тие трошоци некој треба да ги плати. Тие трошоци ги плаќаат граѓаните и вкупното оптоварување, даночно и неданочно, мора да се гледа како еден интегрален систем. Ако јас се прашувам, многу повеќе пари треба да се впомпуваат во пензискиот систем, во здравствениот систем, во образованието, наместо да се зголемува даночното оптоварување на граѓаните, односно на бизнисот, за да тоа го акумулира како доход во буџетот. Господин Филипче, во овој момент, како министер, каде сметате или каде планирате да интервенирате? Дали имате во план една посеопфатна промена, да одите чекор по чекор? Дали овој проект што го навестивте со брза помош, нели, јавно и приватно партнерство, е правец и во другите сегменти од јавното здравство? Особено да нафрлам, нели, знаеме колку недостаток од медицински кадар кој е најбаран и во европските држави, кој заминува за подобри услови и поголема плата. Водиме два процеси. Првите се навистина структурни реформи во насока на тоа што го кажа и директорот Дончев и професорот Ивановски. Работиме со специјална комисија од Европската делегација која што прави анализа на секундарното и на терцијарното ниво и врз основа на која што на анализа ние ќе знаеме како ќе се димензионира понатаму клиничкиот центар и како ќе се димензионира понатаму евентуално една градска болница во градот Скопје која што ќе превземе една значен број на пациенти од навистина целата држава, но на секундарно ниво. Ке почнеме да работиме со Светска банка на реформа на примарното здравство и пред се тука заеднички со Фондот за здравствено осигурување во одредување на основните пакети на услуги кои што граѓаните ќе може да ги добиват во нашите здравствени институции. Но сепак граѓаните знаеме дека се преморени од чекање, дека само нешто се најавува и со години се говори за една реформа и друга реформа и во право е професорот дека од зборот реформа мислам дека сме веќе преморени и затоа сметаме дека треба да се направи и нешто што може да даде за многу скоро време видливи резултати. И токму во таа насока се овие најави за физибилити студии кои што сега ги правиме, некои се започнати, некои допрва ќе ги започнеме, а целта е
да пробаме да видиме дали според тој модел на јавно-приватно партнерство, средствата кои што секако се вложуваат во еден сегмент во здравството, во една специјалност, може да бидат поефикасно искористени, а преку тоа граѓаните, односно пациентите, да имаат поефективна и поквалитетна здравствена заштита. Дали е тоа еден експериментален потек со... напротив, не експериментален, не, напротив. За да видите како тоа оди, па да се примени на други не експериментален потек воопшто, ниту е некој конфузен процес кој што не знаеме што правиме, напротив, тоа се искуства кои што се секако имплементирани во многу развиени земји. Тоа се сегменти кои што, например, еден NHS, огромниот фонд на Велика Британија, секако ги дава за приватно јавно партнерство или за аутсорсинг. И сега јас би сакал да бидам, јас би сакал да дадам што ние како граѓани, како пациенти добиваме од ова јавно-приватно партнерство, а што државата, да речам, со средствата. Јас би сакал за граѓаните да дадам 2 или 3 многу пластични примери за тоа што очекуваме, што не натера да започнеме да мислиме дека може такви јавни и приватни партнерства да се имплементират во некои од специјалностите. Детската кардиохирургија е едно од тие специјалности за кои што размислуваме да го направиме тој чекор. Имено децата сега се лечат на едно место, се диагностицираат во приватните болници, заради тоа што кај нас ги немаме тие диагностички методи и се оперира на една трета клиника, каде што е нашата локална експертиза се уште недоволна до тој степен да таа патологија ја превземе целосно и ние плаќаме огромна сума на пари за странска екипа која што доаѓа и работи со нашите лекари. Би сакале тие деца, како група на пациенти, да ги сместиме во идеални услови. И затоа размислуваме за партнерство со приватна болница. Во идеални услови во кои што секи добијат на исто место и у кое што место експертизата локална домашна од јавното и приватното здравство, кое што сега има јасна и резка граница, сакаме да ја споиме. И таа експертиза да биде достапна за нашите пациенти. Значи, што добиваме? Обединување на експертизата, идеални услови, пазите, JCI акредитирани болници се нашите приватни болници и строшок на Фондот за здравствено осигурување и огромна заштита на Министерството, кој што повеќе нема да плаќа странски експерти. При тоа, таков еден Center of Excellence може да се понуди како услуга на нашите соседни земји. Тоа како центар го нема јужниот дел во Србија, го нема во Косово, го нема во дел од Албанија. Би дал уште еден многу конкретен пример, а тоа е примерот за инвитро фертилизацијата. Инвитро фертилизацијата во нашата земја е платена преку ваучери. Секоја жена има право според одредени критериуми да добие ваучер и да избере каде ќе се лечи. Огромна бројка на тие парови, на тие жени одат во приватните болници. И нашиот центар за инвитро фертилизација во рамки на гинеколошко-акушерската клиника навистина има многу мал број на пациенти и нормално дека експертизата не може да нарасне со тек на време. Ние сакаме да направиме... И министри одеа во приватните болници кога нели огромен процент од трошокот за здравство оди во приватните болници и тоа е точно. Но само да довршам мислата за што сакам да испратам пораката. Сакаме да направиме една постапка за физибилити студија во која што ќе видиме дали ние може да најдеме партнер кој што ќе ни даде експертиза така како што ние ќе побараме високи критериуми на експертиза и желба да инвестира во рамки на гинеколошко-акушерската клиника, пазите, во државната болница, за да странски експерти или кои што ќе ги задоволат нашите критериуми, дојдат и работат во нашата клиника со нашите доктори, па да ја надградат и нивната експертиза, а дел од средствата на фондот да насочиме кон државната клиника. На тој начин ние може и така добро да го изменаџираме тој процес, па државата и да заработи нешто. Воено, ако имаме доволна експертиза да ја понудиме, тогаш ќе станеме исто како случајот со кардиохирургија и регионален центар. Но би сакал само уште една порака заради тоа што се представи нови моменти се представи малце поинаку во јавноста. Ова се со гинекологија и слично. Ова се постапки за физибилити студии кои што кога ќе бидат готови, ние би сакале да ги презентираме во јавноста и да отвориме јавна дебата.
Заради тоа што сега ако отвориме јавна дебата, ние ги немаме податоците. Така, добро, ова е само една идеја која заслужува јавна дебата. Имате компаративни искуства веројатно во други држави дека тоа функционира подобро. Значи што е целта? Да се подобри сервисот за граѓаните, да се даде подобар квалитет за истата сума на пари, затоа што сме сигурни дека во овој неефикасен систем тие не се добро искористени. И затоа и квалитетот на услугата во одредени случаи е лош и пациентите нормално дека чарето ќе обараат во приватните болници. Дончев? Не, ако спојот на јавното и приватните капацитети што ги имаме во државата резултират во синергија, како што веруваме би било случајот со детската кардиохирургија, која синергија резултира во подобар квалитет, подобри услови, и за исти пари, тогаш зошто не би го направиле? Бидејќи ние го правиме тоа во интерес прво и пред се за осигурениците. Значи апсолутно има моменти каде што на приватните болници. Дали начелно берем се разговараме за целта? Тоа е целта, да најдеме таа синергија помеѓу јавното и приватното која резултира во подобар квалитет, подобри услови за исти пари. И тогаш има апсолутно оправданост и од економски аспект, и од медицински аспект, и од аспект на корисниците. Само како допълнување, бидејќи се отвори дебата, значи и ги гледав и дел од прилозите денеска апропо физибилити студија, што е предфаза. Таа не е ни класична фаза во јавно-приватното партнерство, туку согледување на потенцијалот и на можностите за пристапување кон јавно-приватно партнерство. И има сосема дополнителни фази кои што се субстанцата на тој инструмент. Значи ќе поминува што е Не, многу работи треба да време, но тоа може да биде ефективно изработено. Јавното приватно партнерство не значи приватизација, бидејќи така дел беше интерпретиран. Тоа значи комбинација помеѓу јавното добра услуга кое што е во организација на државата, а кое што се отстапува во различни модели на приватниот сектор, кој што приватната иницијатива, сектор менеджмент, организациони модели и процеси кои што тоа може на подобар начин да го направат. И внимавајте, по висина на исти или пониски трошоци, но со дефинитивно очекувани повисоки резултати и квалитет на услуги за крајните корисници. Во други комбинации може да се констатира дека јавно-приватното партнерство нема да ги даде резултатите. И она што е интересно е дека дури во развиените здравствени системи, во германскиот, во шведскиот, во францускиот, во англискиот, во Соединетите Американски држави, концептот на јавно-приватно партнерство постои. Најголемиот број на проекти од јавно-приватното партнерство постои токму во рамките на Европската унија. Македонија тука е во фазата на зачеток или таа насцент фаза, бидејќи ние се уште сме во фаза на испитување на овој модалитет, но не треба никако да се отфрли, бидејќи видите, ние веќе во нашиот систем мораме да генерираме она што го спомна и министерот и директорот, да не ги сватиме јавните здравствени установи како конкуренција со приватните. Како што не сме да има класична пазарна конкуренција помеѓу приватните пазарни здравствени установи, се извинувам, бидејќи здравството е регулирана дејност. Вие не можете да аплицирате класични пазарни конкурентни механизми кога вие давате услуга од која што треба да очекувате подобро здравје на граѓаните, кој што во денешните економски практики се мери во корелација со економскиот раст и развој. Колку што ви е поздрава популацијата, толку таа може повеќе да генерира. Но видите, има три основни модели за да врвни стручњаци замина во приватно заради подобри услови. Да, ама добро додека се во Македонија, да не замина надвор од Македонија. Тоа е најголемиот проблем. Бидејќи има три основни модели на јавно-приватно партнерство, каде што се говори за инфраструктурни проекти, каде што се говори за услуги, или најновиот, кој што сега еволуира, е комбинација и на двете. Во различните модалитети за кои што говореше министерот, може да има различен пристап. Дали вие ќе отстапите постоечка државна јавна инфраструктура, а ќе побарате услуга, или пак ќе побарате од приватниот сектор да генерира и инфраструктура и услуга, тоа е работа и на физибилити или на економски анализи. И многу битно, бидејќи има различни фази, јавно-приватното партнерство може да значи и градба, и дизајн на проектот, и менаџирање, и одржување, и операции, и финално давање на услугата. Но клучно е тоа да биде транспарентно, да се измерат ефектите од воведувањето на таков модел, да биде потенцијалниот договор, дали за брза помош,
И имаше дилеми во јавноста денеска што ги слушав, дали граѓаните ќе плаќаат. Тие не смеат да, тие ниту плаќаат за користењето, ниту ќе плаќаат. ниту да плаќаат, ниту пак да плаќаат повисока, да плаќаат специјални. Мо? Повторно фондот ќе ги покрива. Сакам да кажам дека трошоците. концептот е да се постигне повисока квалитетни услуги врз база на постоечкото ниво или пак да се овозможи подобро менаџирање со ресурсите и воведување на нови техники или процеси на работење, вклучително и со информационите технологии, кои што се иманентни на еден ефикасен и ефективен здравствен систем кој што го нема. Знаете, тоа е добро и ние мора да воведеме добри практики. Односно да воведеме ситуација на прогласување и на шампиони помеѓу јавните здравствени установи и да јавноста да знае која клиника со каков менеджмент, пример, добро работи, за да сите бидат, за да воспоставиме репер. Не разбирате? Да, Ивановски, но имаше успешни директори на одредени болници, беа сменети, која ќе се смени владата и партиите Но на власт. затоа ни треба никој не поголема одговоривте на тоа инклузивност. прашање. Колку тие партиски притисоци и политики може да рече власта, сега нели имаме референдум, имаме утре избори, дај да не брануваме, а граѓаниве изгубија верба затоа што Но знаете, затоа ќе се водат мерливи критериуми и показатели и индикатори и да се знае дека тој или тој тим врз база на такво работење и на такви соодветни организациони процеси успеал да генерира, пак ќе речем, не заштеда, бидејќи цело време фокусот некако се води натаму. Прекумерното трошење на средствата во здравството, за кое што говореше директорот, е исто така лошо како и прекумерно штедење. Бидејќи на крај немате ефект. Ме разбирате? Да, но говорам зошто успешни директори на болници се заменуваат затоа што партиите на власт имаат луѓе кои се амбицирани да го земат тоа место. Ете, би влегле во друга дебата, не знам веќе што е партизацијата на здравството, тоа е мојата теза, постојано образование и здравството. Треба партиите да ги тргнат рацете. Вие можете да ставите министер, да предложите директори, но мислам дека премногу се влезени партиите во самите болници, дури и кај докторскиот кадар веќе. Зашто никој не ми одговори на прашањето на стартот, кој реков колку тие партиски политики представуваат кочница за подлабоки промени. Еве, зарем мислеве пример на хипотетички одговор, да, тоа не е добра ситуација и ке нас степенот на видите, ке нас се мешат поимите на партизација и политизација. Секоја клиника има своја политика, ние збориме се за здравствени политики, но хипотетички доколку има успешен проект на јавно-приватно партнерство, на пример на гинеколошко-акушерската болница или на концептот на брза помош. Дали мислите дека приватниот сектор би дозволил да има неуспешен проект заради влијание на партиите? Иако институционалниот и политичкиот ризик ќе остане главен, но целта на ваквив тип на синергија или на спојување на приватниот и на јавниот сектор е да се намалат ризиците. И државата дел од тие ризици кои што не знае добро да ги менаџира, апропо овој за вие што говорите, да му го даде на приватниот сектор кој што дефинитивно подобро на тој начин може да се справи со тие ризици. И има сериозно успешни проекти во рамки на членките на државите членки на Европската унија на сите три нивоа. Каде што се оди токму вака со јавно-приватно партнерство. Јас ги охрабрувам и мислам дека министерството со почеток на тој проект може да воспостави добра пракса за понатаму и да се врати назад и на примерната здравствена заштита, каде што дефинитивно има голем простор за да, особено во диагностичките системи кои што верувајте ако се добро поставени штедат многу пари на долг рок. Значи тука имаме проблеми да го диагностицираме здравството со тоа почнува. Така, од тоа почетокот. Да. Имате некаква агенда, сакав да го поставам прашањето за клиничкиот центар. Некако замре веќе тоа, што и да се спомне, ќе го привлече вниманието сега за брзата помош беше јавно-приватно партнерство. Што станува со клиничкиот центар? Ние вчера и на програмата има. Она сообраќајот по Водњанска е невозможна. Не знам, немам коментар. Тоа се 2 сата, мислам дека можете сат време да патувате од центар до клинички центар. Како што рековме за проблем не е од за 45 минути не може да решиме се од главните стратегии и пакетите до тривијалните работи.
Но се сложам огромен проблем и тоа е проблем веќе повеќе од 20 години. Веќе превземавме некои активности во кампусот. Многу тешко беше и од административна гледна точка, тоа се заврши. Беа активни некои решенија за рушење, апропо градењето на тоа што требаше да биде нов клинички центар, па ние требаше тие да ги прекинеме. Како и да е, веќе се пополни дупката на местото каде што беше старата гинеколошка клиника. Целта на пополнувањето беше да може да се направи уште еден влез, само за итни возила, треба да се исечат неколку дрва кои што се тука на патот. Се проби една улица која што тука непосредно помеѓу деканатот и максилофацијалната клиника ги спојува двата излези кон Министерството за здравство и кон улицата Водњанска, и кога сето тоа ќе биде спремно, ние ќе почнеме постапката за набавување на урбана опрема, а тоа се овие монтажни катни гаражи. Колку за илустрација, моменталниот капацитет на возила кој што може да го прими паркинг просторот во кампусот е околу 500, а дневно се регистрираат околу 4.500 влезови. Може да замислите како гужва е сето тоа. Дополнително знаете колку населби колку населби се отворија над клиничкиот центар, колку згради се изградија, така да тоа сето го компрометира и сообраќајот на улицата Водњанска. Сметам дека со овие две краткорочни решенија малце ќе се олесни сообраќајот, ќе направиме уште еден влез само за брза помош, понатаму со алтернативниот излез дополнително ќе се олесни таа гужва помеѓу зградите, односно помеѓу клиниките, и кога ќе се инсталираат, ќе се монтираат тие катни гаражи, ќе се мултиплицира паркинг просторот и веќе не само што ќе се среди движењето низ кампусот, туку ќе се ослободи улицата Водњанска. За момент само еве ми јавуваат дека бара вклучување колегата Игор Стефановски, кој се наоѓа пред кривичниот суд. Дали го имаме Игор на линк? Да, Дранка, јас сум на линк. Новите информации дека завршен и вториот распит на Ненад Јосифовиќ, откако претходно заврши распитот на бизнисменот Орце Камчев во кривичниот суд. Како што кажав и пред малку, заврши распитот на Ненад Јосифовиќ. Меѓу прашањата што биле поставени до страна на осомничените околу воспоставувањето на функционирањето на одредени фирми, се споменувало и телефонски разговори кои што биле снимени од страна на посебно истражни мерки. Ова неофицијално го дознаваме од извори внатре во судот, на луѓе кои што се внатре во судот во моментите на распитот за време на Јордан Камчев и на Ненад Јосифовиќ. Во таква динамика се одвивале прашањата и дали се постои опасност од бегство и конкретно и за Орце Камчев и за Ненад Јосифовиќ, чии што распити се завршени во Скопска единица. Тие се уште чекаат во судските ходници од судскиот епилог, дали судијата за извршување на санкции ги им даде притвор или од друга мерки за предпазливост, како што се одземање на пасоши, редовно јавување во судот, или пак можеби некои други алтернативни мерки ќе понуди кривичниот суд за осомничените во истрагата империја на специјалното јавно обвинителство. Игор, дали има донесено други осомничени на распит? Не, Адранка, на распит на судија на претходна постапка во текот на денешниот ден се донесени само 5 мина: Јордан Камчев, Ненад Јосифовиќ, Цветан Панделески, Зорица Андреева и Тодор Мирчевски. Во овие моменти се испрашува третиот осомничен, односно кој што третиот од 5 мина осомничени, Зорица Арсовска, во пред судија на претходна поставка дава одговори околу истрагата на СЈО Империјал, а во овој случај се осомничени 13 лица, меѓу кои поранишниот шеф на тајната полиција Сашо Мјалков, но тој не е повикан на распит пред судија на претходна постапка, бидејќи за него веќе судот има определено мерки за предпазливност од другите предмети кои што ги води специјалното јавно обвинителство и веќе има судски постапки во Скопска единица. Меѓу другите кои што се осомничени се јавува како осомничени
се и мајката на Орце Мјалков, Радка Куновска Камчева, но и неговата сестра Христина Камчева Стојчевска. Секако остануваме тука пред кривичниот суд да видиме каков ќе биде епилогот од распитите и на Јордан Камчев, но и на Ненад Јосифовиќ, кои што завршија пред малку во Скопска единица. Јадранка? Сосема блиц. Кога се очекуваат одлуките на судијата? Дали какви мерки ќе има? Дали ќе има притвор, одземање, патни исправи и слично? Времето. Кога се очекува? Во текот на ноќта? Секако дека одговори во текот на ноќта ќе добијат пред се прво странките во зависност од расположението на нивните адвокати и самите осомничени ќе треба во зависност од нивното расположение ќе соопштат или не за јавноста, а официјалната верзија треба да ја има Скопска единица, но тоа ќе биде откако ќе завршат сите распити на 5 теми на осомничени, веројатно ќе биде во текот на утрешниот ден официјалната верзија за тоа кој оди во притвори, дали некој оди во притвори, какви мерки за предпазливост се преземаат? Благодарам, Игор. Се враќаме ние во студиото. Господине Филипче, сега случајот ова асоциацијата е, нели, се испитуваат фирмите и компаниите на Орце Камчев. Тука сега не ги имаме сите кои се фирми, но во нивна собственост е Систина болницата, каде што работат, нели, угледни доктори. Кога зборувате за јавно-приватно партнерство, зависно од тоа, нели, како ќе се одвива понатаму истрагата, можно ли е да дојде до одредени поместувања на овие проекти? Па гледайте, добро, управо сте дека во приватните болници работат навистина врвни експерти, меѓутоа не би ја поставил така тезата. Сепак ние се обидуваме да направиме нешто сосема друго. Ние се обидуваме да им дозволиме на пациентите да може да се лекуваат во добри услови, кај добри експерти, без при тоа да платат ниту денар повеќе и како прва група на пациенти, граѓани кои што ние приоритет се децата. Токму во таа насока беше овој коментарот за детската кардиохирургија. А навистина се не би сакал да коментирам во однос на ова што се случува и во болницата Систина. Така. Последниве минути. Значи, како очекувате дека ќе течат сите, значи имате планови, размислувате, имате проекти, но како тоа ќе се одвива во овие услови во парламентот, со сите неизвестности, ќе помина договорот, нема да поминат през уставни амандмани, како на втор план да е паднато здравството? Таков печаток се добива. Ние интензивно работиме, имаме максимална координација со директорот Дончев, службите помеѓу Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување и мора да ви кажам дека сум јас оптимист. Сметам дека има работи кои што може значено да го олеснат функционирањето на системот така како што е сега поставен, како што спомнавте некои навистина обични работи. Понатаму сметам дека има можност да се имплементираат нов вид на модели на функционирање на здравствениот систем во некои строго избрани дејности, специјалности, субспецијалности, а врз основа на искуствата во развиените земји и сум прилично сигурен дека во комуникација со сериозни институции како што се Светската банка, Дело за здравство на Европската комисија, дека ние конечно ќе тргнеме по вистинскиот пат во кој што ќе добиеме ефикасен здравствен систем, во кој што најголем бенефит ќе имаат пациентите, а тоа ќе се мери преку А платите на докторите? Па видите, оваа влада направи инвестиција како што никогаш до сега не била направена. Се зголемија за огромен број проценти оваа година благодарение на зголемувањето од 5% и зголемувањето на сумата на 5%. Ветувањето кога ќе кампањата беа позамесни. Се сложувам дека малку звучи, меѓутоа кога на тоа ќе го додадете изголемувањето на дежурствата, има доктори во јавноздравствени институции кои што сега имаат поголеми плати за 30 до 40%. И нема да застанеме тука, туку планираме и дополнително зголемување на платите од јануари следната година, не само на докторите специјалисти, туку на сите вработени во на сите здравствени работници во јавното здравство. Дончев, има ли пари фондот за Темите се големо зголемување на плати? многобројни, различни за надежноста.
Многу голем број на теми се во прашање и навистина наследевме тешки проблеми, некои од кои воопшто не ги спомнавме, но верувам дека со реформите трансформацијата сега потребна го избегнуваме зборот реформи, која е потребна, проекти на кои се нафативме ќе дадат видливи резултати, да, политички моменти имало и има, но тоа не значи дека ние работиме апсолутно посветено кон постигнување на тие цели. Не спомнавме вечерва, например, дека исто така работиме на трансформација на позитивната листа, што исто така беше голем проблем кој воопшто не беше Кога можеме да очекуваме промени за позитивната листа на лекови? Да каже повеќе, но тоа што требаше да се направи иницијално е да се промени законот, во кој што имаше методологија на промена на позитивната листа, за која одлучува 14 комисии, подесено е нагломазна, повеќе од 10 години непромената листа, сега се менува законот. Таму промената која што направивме во координација и по сугестии со експерти од фармацевскиот сектор, од Светска банка, а врз основа на искуствата имплементирани во соседните земји, дека за таа работа треба да одлучува една комисија од експерти и кога законот ќе помине во собрание, ќе формираме комисијата која што ќе направи ревизија на позитивната листа. Тоа е процес што значи дека нема само да работи на имплементирање на нови лекови, туку дека многу лекови кои што навистина немаат никаков тераписки или имаат сосем мал тераписки ефект, а врз основа на фармакоекономски студии, ние ќе ги тргнеме. Заради тоа што на тој начин таа сума на пари која што ќе остане, ќе ни стои на располагање да ја инвестираме во нови модерни лекови за кои што и тоа како нашите пациенти имаат потреба. Второ, уште еден многу важен момент, исто така мислиме како преговорен период, значителни чекори направивме во подобрување на увозот, квалитетот на увезените лекови. Да, можеби проблемот со паралелниот увоз не е целосно решен, но денеска мислам со промените што беа направени од Министерството за здравство, може да бидеме сигурни дека квалитетот на лековите е далеко посигурен од тоа што беше претходно. Ако мене лично ме прашате, паралелниот увоз и законските измени беа направени со цел луѓе кои беа блиско до претходниот премиер да влезат во ледогредскиот бизнес и некои луѓе кои воопшто немаа никакви допирни точки и контролираат 40% од тој бизнис. Денеска можеме да сме комотни дека направивме чекори кои гарантираат тоа е сосема веќе друга тема, особено за сомнителните лекови, но во секој случај денеска сме во подобра ситуација од тоа што бевме пред година дена. Но во право е директорот. Мислам дека многу крупни работи направивме за релативно кратко време. Добро, тоа треба пациентите да видат и граѓаните задоволни. Вие сметате дека нели има прогрес, но оценката ја даваат граѓаните. Ивановски за крај. Секако дека сите ние сме или ќе бидеме потенцијално пациенти, да. Многу работи треба да се направат и не може да се очекува дека сите работи ќе се направат преку ноќ. На крајот на криштата тоа не е ни добро. И јас лично мислам дека добар дел од крупните потези кои што се направени или интервенции или ќе се прават во следниот период треба да бидат дополнително јавно афирмирани, но и да бидат дел од еден поширока јавна и кохезивна и инклузивна дебата. Така. Не само од аспект на однос на креатори на политики и пациенти, туку на сите учесници и знаете да имаме ориентација дека тоа што се прави сега ќе биде одржливо на долг рок, дека нема да дојде некој во некој друг капацитет и ќе ги промени позициите, бидејќи такви ситуации гледавме во минатото. Заради политички интервенции драстично се намали, да речеме, придонесот за задолжително здравствено осигурување, што директно влијаеше во приходите на фондот. Тоа па директно влијаеше врз друг капацитет или набавка на квалитет на услуги, лекови, така натаму. Значи сите тие политики од пред неколку години се одразуваат негативно. Секоја следна политика или секоја следна одлука мора да биде доволно обмислена и прифатена од мнозинството за да може да сметаме дека е одржлива. А постојат голем број на интервенции кои што треба да се направат и мислам дека треба храбро да се влезе од аспект на одржливоста и на промената на концептот на спроведувањето на политиките во здравството и здраве Боже да се надеваме дека тие ќе генерираат позитивни резултати многу скоро. Ви благодарам што бевте гости во отвореното студио. Со сите овие најави ние ќе имаме во наредниве месеци повод за трибини во различен состав за сите овие проекти што беа споменати.